вечер, почитувани пријатели. Као што ви обеќав дека ќе се бавиме со разни научни докажани и недокажани работи. Еве ме повторно на мојот YouTube канал Мозаик. Ви благодарам на сите кои што го погледнавте претходното видео, сите кои што се претплативте, кои што гледавте и оние што не гледале, за да почнат да ги гледаат овие интересни работи на овој YouTube канал во делот од мистериозни работи, да речеме, кои што во светот се уште се проучуваат и се уште се докажуваат. Сакам да ве поздравам вечерва, мислам дека е погоден период да се гледаме, можеби овој вака во петоци или во саботи, кога сте порастеретени од работни обврски и од други обврски. Па, еве, као за денес би почнал со мистериозниот број пи. Што е пи? Знаеме дека е пи има вредност, има бројчана вредност од 3,14. Сега, кој и како е настанат тој број ќе збориме. Не сакам во овие емисии да ви прикажувам многу некои си математички докажувања, формули и така натаму, бидејќи не е работата овој канал да го пратат само математичари кои што се разбираат, кои што проучуваат разни математички проблеми, туку општо еластично да се објасни што представуваат тајните на мистериите на математиката, као што е бројот пи. Затоа ова ќе биде малку еластично објаснување, за да отприлика сите го сфатиме значењето, а и мистеријата на бројот пи. Што уствари представува бројот пи, кој што има бројчана вредност 3,14. Знаеме сите од училиште, од основно средно школо, дека секогаш сме го зимале бројот пи со 2 децимални места. Меѓутоа, што е таинственото во бројот пи? Пи се користи во круговите, односно ја представува и се појавува во плоштината и периметарот на кругот. Значи, уствари, пи представува некој си сооднос помеѓу диаметарот и обемот на кругот. Тоа го има многу одамна истражувано Архимед и цртајќи шестоаголници во еден круг, надвор и внатре во него. Цртајќи, така дошол до тој сооднос на обемот и диаметарот на кругот, дека изнесува 3,14. Толку имал можност, пред толку многу години да се определат само 2 децимални места на бројот пи, меѓутоа понатаму во оваа наша приказка околу бројот пи ќе видиме дека тоа е уствари пи содржи безброј децимални места. Зашто е битен бројот пи? Бројот пи е битен бидејќи самите ние денеска самата прифатена теорија дека земјата е во форма на сфера, а сферата може да биде прикажена како концентрични кругови. Значи, околу почнуваме од една точка, одиме по
кружна линија, бидејќи тоа е сфера, и доаѓаме до истата точка и правиме круг. Значи круг кој што има радиус, свој радиус, и нормално тука се јавува константата пи. Пи е земено како константна величина во обемот и периметарот на кругот. Меѓутоа, дали пи е само битен за кругот и кружницата? Па не, затоа што земено од досегашните проучувања и истражувања, нели знаеме дека и електроните и самиот атом кој што е составен од електрони и протони, исто се движат во кружни движења. Значи, сите материи, живи и неживи материи, во светот се составени од атоми, значи од протони и неутрони. Значи, секаде околу нас, и самите ние, као живи битија, сме составени од овие честици. Значи, имаме постојани кружни движења околу самите јадра на атомите. Значи, тука се јавуваат и електромагнетни сили помеѓу протоните и електроните. Значи, и електромагнетната сила има закривена линија која што, нели, представува дел од круг. Значи, се што е крива линија представува како може да представува дел, нели, исечок на дел од круг. Меѓутоа, зашто е тоа битно? Затоа што, бидејќи велиме дека земјата има сферична форма. Велиме дека постои гравитација. Значи, било кој предмет или ете, ако испукаме куршум во хоризонтален правец, не може да оди куршумот, значи немаме идеално линеарна патека, затоа што мора да има некое закривување. Значи, тоа е докажано и, нели, поради самиот отпор на воздухот и поради самата земјина гравитација која што делува на самото тело. Значи, немаме идеално линеарно движење, имаме закривување. Значи, тука исто голема важност има бројот. Значи, во целокупниот наш живот пи наоѓа огромна примена. Па не само кај кругот и кружницата, во тригонометријата, GPS инструментите исто работат со прецизност, точност на пи бројот. Значи, пи бројот, уствари, можеме да го сватиме како еден број кој што ја дава одредена прецизност или точност на одредено мерење на некоја си површина или точка која што можеме секогаш да ја замислиме во вид на круг. Сега, кој ќе кажеме точка. Точка не е точка само кога ќе ставиме точка на лист хартија. Значи, велиме точка. Точка може да биде секое тело, меѓутоа многу зависи кој е тоа тело, од која далечина го посматраме. Значи, ако го посматраме од многу голема далечина, еве, например, да речеме, Земјата ја посматраме од не знам колку си далечни светлосни години од универзумот, Вселената. Таа представува точка. Што уствари и ние сме некои точки. Меѓутоа, многу значително, не знам колку милиони пати помали од самата точка која што ја гледаме Земјата. Значи, точки во точка. Немаме некоја си прецизна дефиниција за тоа што е точка, според мене. Не знам. Има математичари и физичари кои што, нели, прецизираат од прилика што е точка. Меѓутоа, точка, секоја точка зависи од далечината на
посматрање. Сега, да се вратиме повторно на бројот пи. Бројот пи Архимед го пресметал во 2 децимални места. Меѓутоа, со денешната, да речеме, технологија, децималните места на бројот пи се, не знам, стоцици, трилиони децимални места се пресметани на бројот пи и не се досметани. Затоа што не постои се уште толку модерен компјутер или толку ни е ограничен умот, кој што не можеме да сватиме што представуваат толкави огромни децимални места на бројот пи, и што е најинтересно, децималните места на бројот пи не се повторуваат во некоја си периодичност за да се воспостави некоја низа или ред кој што нели ќе го формулира бројот пи. Да, постојат доста равенки, формули кои што изведувале доста математичари низ целиот свет како да го добијат бројот пи. Меѓутоа, сепак до одреден број на децимални места. Ете, сега пред малку рековме дека со најмодерниот компјутер се пресметани околу 100 трилиони децимални места на пи. Значи, е воспоставена некоја равенка која што пресметала стотици трилиони децимални места и потоа компјутерот нели нема толкава моќност и меморија за да продолжи со сметање, едноставно компјутерот ќе цркне. Рековме што значат уствари децималните места на пи. Никој тоа не може денес да го каже, поради тоа што рековме дека некоја нема периодичност, односно нешто што може да се воспостави за како математички се подредуваат децималните места во некоја си низа или во ред. Значи, постојано дава различни видови на бројки кои што не може да се воспостават математички. Сега, тајната и мистеријата е во бројот пи е во тоа што уствари значат тие бројки. Пример, тие бројки би можеле да значат точност или прецизност. Да речеме, ако користиме 40 само децимални места на бројот пи, можеме да добиеме, да речеме, кружница, значи дел од нешто, каде што со астрономска точност. Што значи тоа, да речеме? Тоа значи дека, например, сателит кој што нели кружи околу земјата, кој што да речеме снима нели на земјата, самиот сателит, како што гледаме на Google Map, колку може нели да зумира и колку што повеќе зумира, ние можеме да видиме, да речеме, што повеќе зумира, се погрубо ја гледаме површината и предметите кои што се наоѓаат на земјата. Значи, што е битно? Тука игра огромна улога бројот пи. Ви кажувам јас мои мислења кои што се подложат на некои си мои изучувања и проучувања, математички докажувања исто, меѓутоа со математички докажувања не сакам да ве гневам, како што реков дека ова веќе нема само да биде објаснување кој што ќе важи за математичарите, нели, за да може секој еластично да го свати значењето на бројот пи. Значи, бројот пи значи некоја си прецизност, намерење.
например, сега ви го кажував примерот со Google Map, нели, сателитите кои што снимаат и кои што колку прецизно ги гледаме предметите на самата земја. До 40 децимали рековме дека можеме да гледаме доста астрономски прецизни детали на било кое место. Сепак, нели, и ако почнеме да рачунаме не до 40 децимали, ако имаме таков уред кој што ќе може да рачуна и до 70, до 80, до 100 децимали, ние веќе можеме да гледаме што подалеку со астрономска точност. Значи, секоја површина можеме да ја сватиме како еден вид на круг, нели, за посматрање, едноставно за надгледување. Сега, колку можеме ние ситно да видиме на таа површина, што све се случува, зависи од децималните места на бројот пи. Што повеќе децимални места на бројот пи, толку попрецизно можеме да ги гледаме предметите или ситните детали на одредена далечина. Што, да речеме, што би се случило доколку ако можеме да воспоставиме таков механизам, таков уред, кој што може да користи, да речеме, милиони цифри од пи. Па тогаш ние може би го виделе крајот на универзумот, ако има крај, нели? Не знаеме ни што е точно и не е ни докажано точно што е универзумот. Еден празен простор, еден каде што владее бестежинска состојба. Меѓутоа, што е чудно тука кај универзумот и кај планетите? Скоро сите планети кои што, нели, ги посматраме и ги наоѓаме, ги проучуваме, малтани имаат сферична форма. Дали тоа значи дека со бројот пи ние би можеле, доколку можеме да го користиме во голем број на децимали, дали можеме да го спознаеме самиот универзум? Дали можеме да ги знаеме до детали сите планети? Сите далечини на универзумот каде што има планети? Малтане и сончевиот систем, нели, се состои од кружни движења на планетите. Истото и со Земјата, и со другите планети. Значи, и Земјата ротира околу својата оска. Пак прави кружно движење. Значи, тука исто игра улога бројот пи. Пи исто игра голема улога во истражувањето на ДНК-та. Затоа што се работи за криви линии. Немаме линеарни линии. Значи, пи можеме накратко да кажеме дека е тајната на универзумот. Според мене. Може би некој ќе ме демантира, еве затоа реков, потребни се и ваши коментари околу темите, размислувања, ваши предлози за одредени теми да разговараме и така натаму. Еве, јас отворив една тема за бројот пи, па можете и да коментирате и да кажувате своји ставови и мислења околу оваа тема за бројот пи. Еве, да продолжиме уште неколку мистериозни работи за бројот пи. Јас некои работи ги имам запишувано, бидејќи, нели, не може све да се памти, па мора и да се запише. Затоа пи е наречен и ирационален број. Што значи ирационален број? Малтене непознат број. Нешто што не е вообичаено, меѓутоа во рамките на или ограничувања на
на нашиот мозок. Еве, рековме дека со бројот пи, доколку нели користиме милионски цифри од бројот пи на децимални места, можеме да го спознаеме и целиот универзум, иако самите ние не знаеме што представува универзумот и тој празен простор. Зашто има големи дупки на празни простори, па потоа се јавуваат планети, галактички патови како што е Млечниот пат, па и Млечниот пат кога го гледате од голема далечина има закривена форма, нели, како во вид на не круг, меѓутоа сепак има одредени закривувања. Сега, дали е проблемот во тоа што ние можеме да гледаме само 3 димензии, бројот пи веќе дали е далеку од нас како одреден број кој што може да ни даде слики и на други димензии, се уште не знаеме и се уште не можеме тоа да го проучиме, бидејќи сепак се фокусираме околу, нели, такмичиме, светот се такмичи, се надпреварува, по македонски извинете, се надпреварува кој научник или кој компјутер ќе пресмета повеќе децимални места на пи. Што со тие децимални места? Дали бројот пи има крај или нема? Зошто е тоа постојано повторување на децимални места? Нема застанување, немаме некој ред во децималните места, него постојано имаме различни бројки. Или па, нашето е сваќање, нели, броевите од 0 до 9, меѓутоа не спознаваме други броеви. Тоа се веќе прашања, може би за некого ирационални, бидејќи самиот број пи е ирационален, а не рационални. Веќе кога влегуваме во ирационалното, да речеме, ирационално однесување на човек. Значи, ирационално е нешто што одстапува од однесувањето на, нели, нормалното, така, кратко кажано. А зашто мислиме дека и другото е нормално, не знаеме. Да не бегаме од темата, сепак ќе се вратиме повторно на бројот пи и примената негова. Рековме дека дури се применува во изработка на ДНК профилите и секаде каде што имаме закривување. А закривување можеме да кажеме имаме секаде. Електромагнетните бранови кои што, нели, се произведе, електромагнетните бранови, секој произведува секој предмет, секоја жива, нежива материја произведува електромагнетни бранови. Сепак имаат еден вид на закривувања и сферични форми. Значи, и тука игра улога бројот пи. А се околу нас сите сме обкружени со електромагнетни влијанија. Зошто? Едноставно, затоа што се околу нас е изградено од материја, од атоми, протони, неутрони. Тие работи најмногу електромагнетната енергија има проучувано Тесла. Теоријата на релативитет мора да се спомне, бидејќи ја проучувал Ајнштајн и сепак бројот пи постои во неговата теорија, нели, во рачунањето на земјината гравитација се појавува повторно бројот пи. Значи, неизбежен број во
самото наше живење е бројот пи. А колку можеме ние тоа да го проучиме и да го сватиме, тоа толку сме ограничени со мозокот и можеби не можеме да сватиме, или е некој си број кој што дава некоја си прецизност на материја, која што не е видлива ни со голо око, нити со инструменти сега постоечки, нити со било какви механизми. Друго, бројот пи исто, бидејќи се користи за се наоѓа своја употреба во пресметката на земјината гравитација, наоѓа место во универзумот, бидејќи сепак некоја сила која што ги држи планетите во облик на криви, да не речам сега кругови, можеби тоа не се идеални кругови, меѓутоа сепак постојат криви каде што пи е вклучен при пресметката на одредени далечини и одредена прецизност. Сепак пи ја содржи тајната во своите бројки, која што еве, јас од моја страна се уште ги проучувам, го проучувам бројот пи и со некои математички, докато не е лесно да се воспостави математичка формула која што ќе ви го даде бројот пи со децимални места кои што не се повторуваат, рековме, на некои кои што немаат некој си закон на повторување, за да можеме да воспоставиме некоја формула која што пи ќе го за која што ќе воспоставиме евеа формулата на оваа низа или на овој ред, и така се пресметува бројот пи. Постојано се појавуваат нови броеви, без никакво, да речеме, повторување, претходно повторување на претходните броеви. Не мислам повторување, нели, нормално има повторување, броевите се од 0 до 9, меѓутоа повторување некое во кое што можеме да поставиме некој си закон и да одредиме дека евеа формулата за бројот пи. Значи, ден денеска, формулата, компјутерот кој што ја пресметал до 100 трилиони децимални места, и тука рикнал компјутерот, не знаеме дали и повеќе може да има од тие места, меѓутоа сигурно може. Што представуваат тие децимални места, зборевме сега претходно. Некој, да речеме, сега не е научно ништо докажано, некои велат дека во самите броеви од децималните места на бројот пи се содржат одредени датуми на некои датуми на самиот настанок на земјата, на самиот развој, нели, како одело понатаму настанокот на земјата, цивилизациите, па да речеме до ден денес. Не можеме ништо точно да поставиме, што тоа е огромна работа, огромен труд за да може да се пронајдат одредени датуми и да се констатира дека тогаш нешто тоа било. А било, да речеме, ние не можеме точно да констатираме, можеби некоја работа од пред 2000 години, а камоли пред милиони години, кој што, да речеме, е настанокот на земјата, што било тогаш. И што било и како се развивало секоја посебна цивилизација. Еве по-еластично да ви дадам слика при конструирањето на самите пирамиди. Старите египјани исто го користеле бројот пи пред толку илјадници години. Гледаме идеален
да речеме квадрат, на кој што врвот на пирамидата е одреден центар, нели, во квадратот. Квадратот, идеален квадрат, може да се нацрта доколку само се воспостави кружница. Во самата кружница, нели, ќе го најдеме центарот на кружницата, доколку не го знаеме центарот точно. Тоа се прави на начин што се повлекува, да речеме, една права на било кое место во кружницата, под прав агол се повлекува уште една права до одредена точка на кружницата и самата хипотенуза на тој правоаголен триаголник го дава диаметарот на кружницата. Сега како ќе го најдеме центарот, нели? Центарот можеме да го пресметаме доколку знаеме со Питагорината теорема, доколку ни се познати, нели, катетите, односно страните на правоаголниот триаголник, па можеме хипотенузата да ја пресменаме како c на квадрат е еднаква на а на квадрат плюс b на квадрат, па да ја најдеме големината на диаметарот, па на половина. Или па можеме и геометриски да го пресметаме со одредување на одредени точки од самата една катета, па точки од самата хипотенуза, па се повлекува една права која што е сече хипотенузата точно во центарот на кругот или кружницата. Значи, еве, денеска не сакам многу да ве гнјавам, не сакам овие емисии многу долго да траат, за да се изгуби мислата, меѓутоа идејата ми беше да ви ја приближам малку и да ве заинтригира малку историјата на и мистеријата на бројот пи. Значи, бројот пи како децимален број, ирационален број, за кој што ден денес еве немаме никакво рационално објаснување, затоа представува еден вид на ирационален број. Ви ги накажав, ви натрупав многу информации за да малце ви го приближам, нели, значењето на бројот пи, па еве го ја отворивме темата и на универзумот, на космосот. Можете околу тие работи некои прашања да поставувате во однос, нели, на тоа јас колку имам проучувано и колку можам да ви одговорам на тие прашања, меѓутоа ќе се потрудам максимално што е можно повеќе да ви посветам внимание. Јас тука не би должел многу. Еве, заинтересирајте се, можеби уште една емисија да направиме за бројот пи, доколку имате некои вие нови сознанија, па да разговараме на истата тема, или предложете сосема друга тема, слободно ќе разговараме и за таа тема. Го отворивме, како што реков, ги отворивме малку тајните врати на универзумот, за кои што можеме да разговараме. Отворивме некои врати околу Теслините истражувањата на Ајнштајн. Значи, овие врати веќе се отворени, каде што најмногу лежат мистериозните работи, теоријата на релативитет, електромагнетните испитувања на Тесла, универзумот како нешто што не можеме нешто моментално или имаме предпоставка некоја за универзумот, меѓутоа не можеме да го објасниме точно што е и како е тој празен простор. Планетите како ги отворивме како еден вид на тема, па постојат и други небесни тела, нели, метеори, комети, и сепак и они, нели, докажано е дека немаат некои праволиниски движења. Значи, еве вие темата околу бројот, мистериозниот број пи, кој што може да даде одговори на многу огромни прашања. Па, кој знае некогаш дали ќе одговориме на тие прашања или ќе најдеме одговор на сите тие прашања. Не знам, со тоа се бави и науката, меѓутоа и науката полека се губи во бројот пи.
Толку од мене за денеска. Ви благодарам многу што ме ислушавте и што обрнавте внимание. Пробав да ви го долова моментот за мистериозноста на бројот пи. Ако сакате се уште вакви многу интересни теми за различни мистериозни работи, па не мора и за мистериозни и научни работи кои што се докажани, да зборуваме, удрите се subscribe значи претплатете се на каналот, удрите лайк и повторно се гледаме за неколку дена со нова тема, доколку немате коментари и предлози. Поздрав!